Следен поставува прашање советничката Катерина Цаневска-Арсовска, повелете. Прашање председателя или Прашање, да. Некој месец добива некакви си стратегија за комунална хигиена во Скопје, се сведува на еден збор – маркетинг. Се е добро осмислено, спакувано во убав целофан и споделено за лајкови. Граѓаните не плаќаат сметки за да гледаат пиар приказни. Кога ќе се тргнат камерите, дроновите и пиар објавите, останува вистината. Скопје, почитување, е нечисто. На последната пресконференција слушнавме дека вистинско подобрување на состојбата се очекува од септември, кога треба да пристигнат 40 нови возила, дополнителна механизација и нови контејнери. Ако системот на вистина имал потреба од овие возила, од оваа нова механизација, нови контејнери, тогаш врз основа на кои реални капацитети беше дадено ветувањето за 72 часа чисто Скопје. Моето советничко прашање гласи: колкав процент од ветените активности за чистење на Скопје во рок од 72 часа беа реално, а не маркетиншки реализирани? Доколку денес официјално тврдите дека суштинското решавање на проблемот со отпадот зависи од возила, контејнери и нова механизација, кои ќе пристигнат во септември, дали признавате дека ветувањето за чисто Скопје за 72 часа било нереално поставено и дека граѓаните и ова лето ќе се дават во сметиво смртеа? И третото прашање е, ова сега некако е во зоната на научната фантастика. Само тука во Скопје кај нас изгледа можеме да немаме зграда, да немаме институција, а да бираме директор. Најновата епизода од оваа комедија на апсурдот е вистината околу поништениот конкурс за директор на универзална сала. Во јавност имаше различни информации околу поништениот оглас. Едната беше тврдењето дека конкурсот бил поништен бидејќи имало само еден кандидат со нецелосна документација. Од друга страна пак се појавија реакции на оние што се пријавиле на конкурсот, но беа одбиени. И сето ова ја доведува во прашање транспарентноста на целата постапка. Оттука моето советничко прашање гласи: кои конкретни надлежности и работни обврски треба да ги извршува директорот на универзална сала во период кога објектот е далеку од целосна реконструкција и не ја врши својата основна дејност, а знаеме дека тука се предвидени уште, мислам дека 20 на луѓе што работат. Колку средства годишно се издвојуваат за функционирање на оваа институција во состојбата во која што сега се наоѓа, и дали град Скопје разгледал или ќе разгледа можност универзална сала привремено да биде ставена во мирување, вработувањата во универзална сала и вработените што се сега, и да може да бидат распоредени во други јавни установи согласно нивните квалификации и потребите на системот. Дали градоначалник ќе ги објавите сите документи поврзани со поништениот конкурс за директор со цел целосно и транспарентно да се отстранат сомнежите во јавноста и да се обезбеди вистинска транспарентност во постапката. И навистина културата не се гради со конкурси и со директори, туку со институции што функционираат. Благодарам. Следен поставува прашање советничката Жаклина Шопова.